Почитувани, во режија на ВМРО ДПМН и градоначалникот Борче Јовчевски, денеска во Општинскиот совет, на побиток кој да се случи најголемиот грабеж на граѓаните на Прилеп во поновата историја на градот. Немајќи елементарни познавања за успешно менаџирање на општинските јавни предпријатија, без желба и намера да работат во корист на општиот интерес, партиските директори на Водовод и Комуналец, јавното предпријатие за просторни урбанистички планови, излезот од хаосот го најдоа во удирањето под живот на граѓаните. Од 1 октомври поскапуваат водата за пиење и недоместокот за прочистување на отпадните води. Драстично поскапува собирањето на отпад и одржувањето на гробни места. Поскапува јавниот градски превоз и школскиот превоз на учениците и наставниците. Недомаќинското работење, енормното вработување на функционери на ДПМН и на нивни блиски роднини пријатели се единствена причина која јавните предпријатија ги доведе пред финансиски колапс. Преку поднесување на амандмани, дискусии и употреба на други форми кои согласно законите и деловникот за работа на Советот на општината на Прилеп ни стојат на располагање, советничката група на СДСМ и коалицијата ќе направи се за да го спречи поскапувањето на услугите на јавните предпријатија. Во насока на заштита на стандардот на нашите сограѓани, ги повикувам советниците на ВМРО ДПМН да ги надминат тесно партиските интереси, да покажат личен интегритет и одговорност и да гласаат против предлогот одлуките за зголемување на цените на услугите на трите јавни предпријатија. Тоа, впрочем, беше дел од изборната програма на нивниот кандидат, а сегашен градоначалник Борче Јовчевски, во која на прилепчани им вети намалување, а не зголемување на цените на комуналните услуги. Истовремено, во интерес на вистината, ги повикувам граѓаните преку Facebook страната на Општина Прилеп да ја проследат денешната седница на Совет и самите да се уверат за тоа кој работи за, а кој против нивниот интерес. Благодарам.